Дали сакате да одите во Европската унија под вакви услови? Вака треба да гласи прашањето доколку се одржи референдум, вели председателот Стево Пендаровски. Во интервју за неделникот Фокус Пендаровски повикува без споменување договори и точки. Опозицијата треба да излезе со честна намера, иако е такво прашањето, сите партии треба да излезат на референдум, а не да бойкотираат. Колку што разбирам, прашањето нема да биде за уставните промени, туку ќе биде за билатералниот договор со Бугарија и зашто тој влегува внатре. Ако некој не разбира дека овој билатерален договор, а и со Грција се оската по која ние продолжуваме кон Европа и сака тоа да го нема, почесно е референдумското прашање да гласи: дали сакате да одите во ЕУ под вакви услови? Пендаровски предлага и да се симне прагот од 50+1 од запишаните гласачи. Да го симнеме прагот од 50+1 запишани гласачи и да биде само од оние што сакаат да гласаат тој ден. Власта и опозицијата да го сменат законот за референдум, да го исчистиме избирачкиот список според она што е нов попис и ви тврдам дека значаен дел ќе бидат за ЕУ. Исто како што тврдам дека мнозинството од реалниот електорат се изјасни позитивно на референдумот за Преспа. После долго време сме на иста бранова должина со председателот Пендаровски, коментира лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и вели граѓаните треба да одлучат каква европска иднина сакаат. Мицкоски очекува Пендаровски да ги повика и останатите политички партии да излезат на референдум. Сега за жал ова криминална влада за да практично добие условна амнестија од меѓународната заедница за криминалот кој што го прави, нема проблем да распродава и да удоволува на определени бюрократи во нивните барања, но мислам дека се движиме во правилна насока, еве ова што го кажа и Пендаровски, во таа насока да дадеме на граѓаните можност да одлучат каква да биде нивната европска иднина, дали ваква, каква што ја нуди власта на СДСМ или горда и достоинствена. Така што прв пат можам да кажам после подолго време слушнав нешто што вака делува разумно од страна на Пендаровски. Идејата за референдум дојде од партијата на Мицкоски, откако во законодавниот дом беа изгласани заклучоците за францускиот предлог и тој беше прифатен од македонска страна, додека пред собранието народот протестираше. Опозицијата е со јасен став дека за вака сериозни прашања последниот збор треба да го имаат граѓаните на Македонија.